Зошто сомнеш? Носи наслов ова 4 глава. Зошто Петар се посомнева? Тргнал како мало дете со детска доверба, онаква доверба како што треба да имаме ние, како некој контатко кон нашиот Отец Небесен, тргнал и зачекорил по водата. Видовме минатиот пат, кога го видел бранот, се исплашил. Но покрај тоа што се исплашил, има еден друг момент, кој што го најави в минатата сабота, токму сега вечерва за тоа ќе стане збор. Што му се случува на Петар? На Петар му се случило нешто, наишло на него искушение, кое што наидува на секого кој што ќе оствари некаков си успех. Поготово е во станов збориве за нас како верници, во Господовото дело, во совладување на некоја мана, слабост наша, победа на некој искушение или било што, може да се јави искушение нешто слично како на Петар. А еве, со зборовите на писателот. Гледаш, Петре, ти сега правиш нешто многу битно, нешто невозможно. Замисли, одиш по вода, тоа е нешто што никому никогаш не му успеало. И навистина ова е искушение. Замислете си сега, еве, да тргнете и да одите по вода. Како би се чувствувале? Петар бил задоволен со самиот себе. Тоа е големиот проблем. Тоа е големиот проблем што дали во помала, дали во поголема мера може да го има секој од нас. И овде многу успешни проповедници и верници во црквата го доживуваат истото. За жал, понекогаш и самата црква ги доведува даровите на поединецот во ситуација да западнат во едно вакво искушение. Дори самата црква. Свесно или несвесно. Пример. Ти си најуспешниот евангелски работник во нашата област за оваа година. Зарем тоа не е нешто? Навистина сме среќни што го имаме тој проповедник во нашата средина денеска. И водичот на богослужението продолжува да го фали проповедникот, како да стои некој кој што е поголем и од апостол Павле пред нас. Некој детенце тамо што ви подзрке, може да видите што е работата мало дете, дали сака некој да влезе или... Вие највеќе дадовте за изградбата на молитвениот дом, не е лошо. А потоа она нашето јас доаѓа до израз. Видели како луѓето внимателно ја слушаат твојата проповед, а не она на братот тој и тој. Оваа област е многу битна во нашата унија. Направив добро што се сложив да бидам неизен председател. Значи има повеќе примери овде. Мислам дека мојот соло настап беше најуспешен во денешната програма. Значи, Петар дозволил ова чувство на само задоволност да го исполни неговото срце. И ова природно го води уште подалеку, да почне да се сомнева. Не само тоа, туку да се запраша каков печаток сега тој остава врз своите другари, да кажем. Се врти да погледне, да види како тие реагираат. И со тоа го отрга погледот од Исуса. А кажавме минатиот пат, како и нашите физички очи, така и нашите духовни очи не може да гледаат исто време да се фокусираат на две нешта. Ќе гледате во едното, а ќе го отргнете погледот од тоа другото. Или спротивно, че не можете и во двете места да гледате. Два цитати. Поради својата самодоволност, мнози напаѓаат како лесни жртви на сатански измами. Оние кои што се надеваат на себе, биваат лесно поразени. Тие се најлесен плен за непријателот. Оние кои што се надеваат на себе. Ако Петар се надеваше на себе, односно во моментот кога почна да се надева на себе, почна да тоне. Нема веќе чудо туку. Тоа е таа реалноста. Водата не може да не држи на површината. Но Бог може. Ако ние имаме и најмала вера,
може чудото да се случи. Еден збор, друг цитат, еден збор кој што се возвишува себе си, може да ја повлече светлината на Божието одобрување. Значи, само со еден збор. Ако се возвишувате самите себе си, со тоа можете да дозволите, да возможите да светлината се повлече. Да се повлече Божието одобрување од вас. Затоа што знаеме дека се од таму почнало, од возвишувањето, од само бендисаноста на Луцифер, љубомората негова зависта. Значи, зборуваме овде за сомневање кое што настапува затоа што својот поглед го свртуваме од Исуса. А зашто се случува тоа? Затоа што погледот го свртуваме кон самите себе. И следува потоа сомнеш. Место вера, сомнеш. Сјавате минатиот пат кажавме. Значи, еве еден хемиски процес да кажеме, не е пробета и ставаме вера, ставаме сомнеш. Ти еден со друг не се поднесуваат. Или верата го совладува сомнежот, или најчесто и многу почесто сомнежот ја јаде верата. Не знаеме во тие мегови кога Петар го направил сето тоа, Елен Вајд јасно кажува дека се свртал, да ја види реакцијата на другите ученици. Не знаеме каква мисла може му пролетала точно, не знаеме што точно. Меѓутоа што и да е, сатаната е тој кој што постојано се труди да вовлече сомнеш. Тој знае, многу добро знае дека верата е таа која што највеќе не е потребна и може да не одржи, затоа е тука да ја подкопа нашата вера, да се посомневаме во Бога. И тоа може да го прави на многу различни начини. Во Петровиот случај, сомнежот го освојува неговиот ум и ја истиснува комплетно верата. И затоа почнува да тоне. Кога почнал да тоне, помеѓу него и Исуса постојало одредено расстојание, но сепак Исус веднаш одговорил на повикот. Го фаќа Петра и му вели во Матеј 14:31, маловерен, зошто се посомнева? Се интересен на овој момент. Значи, Исус го говорува Петра затоа што се посомневал, а не затоа што верата му била мала. И со мала вера можете да направите многу, односно Господ да направи со вас. Туку сомнежот е проблем, кој што ја нагризува верата. Исус вели, никогаш не замерува на верата, колку и да таа е мала. Тој предупредува на незијата маленкост, само за да ја открие причината за појавување на сомнежот. Че тој е рекол маловерен, меѓутоа за да ја открие причината за сомнежот кај Петар. Че не му замерува за малата вера. Затоа што друго место вели дека ако имаш вера и како семе си наполо, толку мала, можеш и планина да прemестиш. На крајот на Христос самата вера е дар од Бога. И како и со секој дар, ние одлучуваме дали ќе ја прифатиме, дали не. Еве еден цитат друг од Знаци на времето. Бидејќи телесното срце е во непријателство со Бога, потребен е поголем напор да се верува, отколку да се посомнева во речта на Всевишниот. Значи, поради нашата грешна природа, повеќе напор ни треба за да поверуваме, отколку се посомнева. Сомневањето може многу лесно да дојде. А самиот Сатана се спротиставува на сето она што би можело да ја зајакне верата. Че имаме голема борба овде за секоја душа. И тука го доаѓаме повторно кај апостол Јаков, и овој стих го поминавме, тоа беше Јаков 1.6. Ки се сетите? Кога Јаков пишува за христијанинот на кој што му е потребна мудрост, да бара од Бога. Но како да бара? Значи стихот вели во Јаков 1.6, но да моли со вера без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на морскиот бран, кога ветрот го издига и го тера. Нестабилен. Непостојан. Деке верува, деке се сомнева. Очигледно е, како што кажува Јаков, дека било сомнежот да ја уништува верата, било верата да исчезнува, факт е дека сомнежот делува на личност, на верата.
Сега потребно е нешто да се додаде во таа епрофета, кај што се верата и сомнежот, ќе видиме подоцна. Секој сака да има вера, меѓутоа, како што кажам, ако сакаме, наистина Господ ќе ни даде. Тоа е дар. Верата е дар. Мала, голема, не е битно. Но, дали постои услов за да се прими на некој начин верата? Да, дар е. Господ ни ја дарува. Но, како вели Римјаните 10:17, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Христовото Слово. Значи, како се храниме, како ја храниме верата, ако да кажеме, го изгладнуваме сомнежот? Па читајќи ја Библијата, слушајќи проповеди, значи, дружејќи се со Христа, со Неговото Слово. Така ја јакнеме верата. И овде Павле не мисли дека е доволно само да се слушне Евангелијата, што денеска имавме и добра тема за Јаков. Не само да се слушне. Исаја 55:3 вели, послушајте ме и душата ќе ви живее. Дури самиот израз да слушаш. Сетете се на некој момент кога мајка ви или татко ви, кога не сте били послушни, слушаш ли ти? Ме слушаш ли ти мене? Што сака да кажа со това? Не дека немаш уши па не слушаш. Не си послушен. И ете зашто немаат мнозина вера. Затоа што тие не одговараат на соодветен начин на Словото. На она што Словото го кажува. Денеска имавме убава поука. Не треба само да бидеме слушатели, туку и извршители на Словото. И сега слушаме проповед, читаме, проучуваме дома, но што оди? Тоа ни е како, ете, убава песна, како што читавме во Езекијел, но од тука па натаму. Ништо, како да не сме слушнале. Се гледаме во огледало и се заминуваме. Што е тоа што треба да додадеме во епроветата овде, вели? За да се одлучи дали ќе бидеме на страната на сомнежот или на верата. Што мислиш што е? Нашата волја. Тоа е катализаторот, да кажем. Нашата волја. Ние одлучуваме да го послушаме Бога и да веруваме на оно што тој, или не. Не може Господ со сила нас да не тера, значи. Ние одлучуваме да го послушаме Бога и следниот ден, и така нашата вера расте. Се сеќавате како кажавме во некој од претходните теми, која беше првата или втората. Вера и послушност нема разлика. Дори во мексиканскиот тамо речник не постојат два изрази за вера и послушност. Тоа е едното исто. Ако веруваш, ќе бидеш послушен. Ако си послушен, значи имаш вера. Ако тоа не го сакаме, семето на верата слабее и умира. А ако сакаме, ако ја избереме верата во Бога, исполнувајќи значи тие услови, ќе имаме вера. Верата преку послушноста станува совршена. Ова е од одбрани пораки, волумен 1. Цитат. Или е уште еден од библискиот коментар. Верата треба да биде во вашиот говор, во вашиот живот, во вашите дела, за да може да расте. Така, вежбајќи ја живата вера, ќе израснете во силни луѓе и жени во Христа Исуса. Че нема сомневање. Во нашиот говор треба секојаш да бидеме оптимисти, секојаш да се задржуваме на оние ветувања Божји. Оние кои што зборуваат за својата вера и ја негуваат верата, ќе имаат вера. Оние кои што сакаат и изразуваат сомневање, ќе имаат сомневање. Сега, Петровиот сомнеж бил едноставен, кажавме. Меѓутоа има еден друг, малку посложен сомнеж, кој што самите си го подхрануваме, и тоа е поради повторно морална причина. Како што вчера имавме така мала дискусија за време на почетокот на саботата мислам дека беше со Душанка, пријателката од Кочани. Да, беше околу тоа, дека треба да бидеме поактивни, да, точно, меѓутоа, што да правиме, со сила ли можеме ние да донесеме некого? Секој има своја слободна волја, меѓутоа, главната причина што луѓето не одговараат позитивно на Евангелието е која? Пак морална причина.
Затоа што не сакаат да ги остават своите греови. Сакаат да си живеат онака како што си живееле. Убаво им е, сладко им. Некои, за да го прикријат својот греф, тие се сомневаат. Ви можете да им изнесете не знам какви докази. И то тие ќе покажат сомнеш. Само како, значи, како да кажам, начин само за да си ги прикријат гревовите. Дори цели доктрини држат, цели правци зазеле, членови се на верски заедници, од кај што нема да мрднат, само тие причини. Ако читате книгата на Милош Богданович, зошто множество верски заедници, тој е многу добро, нако психолошки навлегува длабоко и вели различни греови, различни верски заедници, различни системи на прикривање на греовите, различни верски заедници. Па имате, бирайте си, таму може тоа, таму може воа, таму не може и така натаму. Сакате свинско да јадете, па отидете кај јеховините сведоци. Пример. Банален пример, многу банален пример, меѓутоа, знаете што сакам да кажам. Мнозина ги доведуваат во прашање Библијата и духот на пророштвото, а тоа е модерно во наше време посебно, духот на пророштвото, подхранувајќи си го на тој начин своето неверство, кога нивниот став ќе покаже слабост пред доказот или пред така вели Господ. На ваков начин, јакнејќи го своето сомневање, тие си имаат некоја врста, некој вид на изговор за своите греови. Застрашувачки е фактот дека неверството, колку и да е мало или слабо на почетокот, расте и станува како гранит, денеска зборувавме за гранитот, во текот на темните ноќи на размислување. На крајот, тоа се претвора во силна тврдина, која што ги заробува и ги држи во своите замислени зандани оние кои што ја града таа своја тврдина. Со текот на времето тие ќе сватат дека нема излез. Затворниците не можат надвор ако сакаат и не би сакале надвор ако би можеле. Или овде писателот. И токму таа втора страшна опасност која што сомнежот може да ја содржи во себе. И дури сомнежот може да порасне и да отиде до таму да стане еден вид на болест, спрема тоа колку му се дозволува да делува и колку, значи, на сомнежот, и колку важни ставови зависат од него. Тоа го гледаме во случајот со евреите во Христово време, со старешините, со свештенството. Класичен, значи, пример се фарисеите со нивните ставови спрема Исуса. Еве еден цитат. Секој искрен евреин преку совеста бил осведочен дека Исус Христос бил Божи син. Секој искрен евреин. Но срцето во својата гордост и амбиции не сакало да се предаде. И почнале да бараат причини за сомнеж. Во желба да ги докажат причините за своето отфрлење на Христа. И тога станале робови, заробеници на својот собствен сомнеж. Во еден исто цитат од Копнежот на вековите стои запишено: со луѓето од Назарет продолжило да владее неверството што го негувале порано. Тоа исто така владеело над Синедрионот и над народот. За свештениците и за народот првото одбивање на силата на Светиот Дух било почеток на крајот. За да докажат дека нивното прво одбивање било исправно, продолжиле дребничево да ги осудуваат Христовите зборови. Неверојатно, денеска имате луѓе кои што имаат некој свој став и еднаш го зазеле тој став и потоа едноставно од својата гордост нема да мрднат од тој став и сега вие може да им изнесете 1000 докази, меѓутоа не. Тие ќе покажат едноставно сомнеж во тоа, дори може да речете па не е тоа Бога. Тој дел од Библијата не е инспириран, некој може да каже, не е вдахновен. Тоа некој си го додал, или 300 изговори кои што немаат врска. За да докажат дека нивното прво одбивање било исправно, продолжиле дребничево да ги осудуваат Христовите зборови. Нивното отфрлање на духот достигнало свој врв на Голготскиот крст, во уништувањето на нивниот град и во расејувањето на народот на сите 4 страни на светот. Навистина, какво
проклетство доживеале евреите, од кој причина? Докаде може да отиде? Значи, сомнежот само како средство и начин да се прикријат гревовите. Кајафа, што да кажеме за Кајафа? Во Копнежот на вековите стои: додека го наблюдувал затвореникот, Кајафа му се восхитувал на неговото благородно и достоинствено држење. Го проникнало осведочување дека овој човек навистина бил сличен на Бога. Осведочен бил и Кајафа. Меѓутоа првосвештеникот го отфрлил тоа осведочување и се вратил да се сокрие во своето утврдено сомневање и неверство. Заслепен со тоа го праќа Божиот син во смрт. И ово сега морам да го прочитам како што е многу убаво срочено. Исто како и Кајафа, и евреите, мнозина кои што повеќе одат по сомнежот отколку за пробудување на совеста за собствената вина, ревно се трудат да ги сочуваат зидовите на своето неверство наспроти гласот на совест. Овие зидови се толку битни за ставот кој што тие луѓе го завземаат, кои што толку многу го држат до својата гордост, својот углед, својот животен стил, својата религијска филозофија, што не би можеле да се откажат од сето тоа. Нема шанси да мрднат. Па така дури кога некој би станал и од мртвите, за да докаже дека нивните сомнежи не се основани, тие понатаму не би верували. Страшна работа. И наистина денеска во црквата се повеќе и повеќе постои еден отпор и неверување и отфрлање на духот на прошлото. Без кое што ние не би биле поразлични од сите останати. И еве го е оној познат цитат на Елен Вајт од четвртото сведоштво, страна 211, мислам, да, оригинална е тоа страна. Слушнете го. Неколку пати може би сме го парафризирали и јас и Јани, но слушнете го. Планот на сатаната и да ја ослабне верата на Божиот народ во сведоштвото. Тоа е во неговите планови. Потоа, откако ќе ја ослабне верата во сведоштвото, ќе настапи неверство во важните точки на нашата вера. Сомнеж. Во столбовите на нашите позиции. Потоа сомнеж во Светото Писмо. И најпосле пат и неизбежна пропаст. Чекор по чекор во пропаст. Кога луѓето се сомневаат во сведоштвата во кои што некојаш верувале, сатаната знае дека тие нема да запрат само на тоа, затоа ги изголемува своите напори се додека не ги наведе на отворена побуна која што станува неизлечива и се завршува со пропаст. Значи, како може, како разјадува сомнежот? Место да се храниме, да ја храниме верата, да се држиме за Божјата реч, ете, од друга страна, каква штета може човек да се направи, ете, поради омилен грев, поради било што некој негов став или било што, не попуштајки, тврдоглаво држајки се на тој став, може да заврши во пропаст. И навистина, може да се сретне, денеска имате дебати на различни теми, во поглед на тоа што рекла Елен Вајт по таа тема, па некој друг вади други цитати, па еве, као изгледа дека се спротивни. Меѓутоа, па зар не е исто и со Библијата? Често пати во Библијата може да најдете навидом противречни стихови. Но тоа е само повик да уште подлабоко проучувате и ги најдете сите места, ако некојаш е потребно и сите места во Библијата и Дух на прошлото, кај што се зборува на таа тема, и да седнете и со помош на Духот Свети да сето тоа, значи, ви се прикаже во онаа вистинска светлина. Така и со Елен Вајт, и со незините списи, но никогаш не си противречи ни Елен Вајт, не е за ја водел истиот Дух, Светиот Дух, како и сите оние писатели на Библијата. И на крајот ќе завршиме со една изрека на некој си Ребок, Д.Е. Ребок, не знам, не е спомнато што е и кој е, меѓутоа убава изјава, кажал: верувајте им на неговите пророци. Тоа е во неговата книга "Верувајте им на неговите пророци", го кажал следното: открив дека совршено се слагам со повеќето на примени совети, но како и мнозина други, во искушение сум да ги презрам и да ги отфрлам
само оние сведоштва кои што ги осудуваат моите омилени греови, кои се содруваат со моите однапред поставени теолошки ставови и ја загрозуваат мојата само допадливост. И ја не верувам дека има некој кој што нема се сложи со ова. И дека може би него почувствувал, него искусил на самиот себе. Значи, мислам дека и Марк Твен кажал нешто слично, ќе се обидам да го парафразирам. Тој кажал нешто вакво. Значи, јас не се плашам од оние стихови што ми се јасни, што не ми се јасни во Библијата, туку напротив се плашам највеќе од оние што ми се јасни. Го кажуваат, малта не е истото ово. Значи, пазите, благослов е да слушнете нешто што ќе ве погоди и што ќе ве осведочи за некоја ваша слабост. Тоа е благослов. Права катастрофа е да влезете во црква и да слушате бабини приказни или не знам што, кај што воопшто ништо нема да ве допре. На крајот на криштата знаеме дека Духот Свети е оној кој што меѓу другото има работа да не осведочи за правда, грев и суд. Ако ги немате тие елементи, тоеш треба да се поставите прашање дали присуството на Духот Свети воопшто е тука. А Господ е тука да ни даде сила, ние сме слаби, немокни, тоа го гледаме и преку примерот на Петар, еве колку е човечката моќ. Одел по вода и оденеш, само еден мал миг на неверие, на сомнеш, на само задоволност, почнал да тоне. Нашата сила е во Господа. Ние сме слаби, но тој има разбирање за секој наш греф, за секој наша слабост. Само треба да му се предадеме целосно, искрено да се покаеме. Тој е тука да ни прости и да не засили, да даде сила и нови сили во битка со секој искушение и слабост. Треба да веруваме, треба да имаме целосна доверба. Тој е оној кој што ги бие битките, тој е оној кој што победил, мислам на Исус Христос. Тој може и да не разбере како што читавме, тој е наш првосвещеник кој што бил искушан во се и не паднал. Ако можеме од некого да научиме, ако не можеме од некого да побараме помош и подкрепа, тоа е наистина од него. Нека му е слава нему. Амин.